Свесни сме за проблемите со превозниците и разгледуваме можни решенија, велат од Европската комисија, прашани за протестите на граничните премини. Оттаму додаваат дека иницијатива постои, одговорите треба да се бараат во новата стратегија за визи на Европската унија, чиј официјален текст доправа треба да биде објавен. Во кусиот објаснувачки документ за стратегијата пак наведено е дека се работи на прагматични решенија со земјите членки за да се осигура правно решение, а се истражува можно воведување на ново законодавство со специфичен сет на продолжени правила за престој во Унијата. Можноста ја најави и потпредседателката на комисијата Хена Виркунен. We are aware of these concerns raised by transport operators in Western Balkans, and I think it's important to underline now that when we speak about this entry-exit system, it didn't introduce any new requirements when it comes relating to length of these short stays in the Schengen area. But we are aware of these difficulties now in this area, and in this visa strategy we are also addressing this point. So we are also proposing that we look now also more flexibilities here without compromising, of course, the security in the same time. Документот кој попладнево беше презентиран во Брисел, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски го оцени како одлична вест за земјава. На социјалните мрежи тој напиша дека македонските ставови се прифатени и возачите се прифатени како професионалци, а Унијата во периодот кој доаѓа ќе донесе стратегија за визи со која би се решиле проблемите на превозниците. Претходно од собраниската говорница, Николовски порачи дека очекува скорешна средба на ниво на шефови на дипломати од регионот со Европската комисија. Прашањето на визната политика во рамки на Шенген зоната е целосно препуштено на Европската комисија, односно тоа е надвор од надлежност на земјите членки на Шенген зоната и земјите членки на Европската унија и затоа тие се во позиција да упатуваат кон Европската комисија. Се надевам дека во скоро време ќе има состанок помеѓу нас, министрите од регионов и Европската комисија, каде што би нашле возможно решение. Превозниците од Србија, Босна и Херцеговина и Македонија веќе четврти ден го блокираат товарниот сообраќај на граничните премини со земјите од Шенген зоната. Сдруженијето на транспортери на Црнагора во меѓувреме ја прекина блокадата. Оттаму посредбата со владините представници порачаа дека биле дефинирани решенија за повеќе теми и очекуваат тамошната влада да го реши проблемот со Унијата.